Почнуваме со студискиот дел. Дејан Митевски, кој што најавив на почеток, градоначалник на општина Аеродром, мој гостин прв во емисијата. Митевски, ти благодарам што ја прифати поканата. Иле, добро утро, поздрав до гледачите на телевизија 24 и благодарам за поканата. Прво што ќе те прашам е околу невремето, што го имаме силни ветрови, каква е состојбата на терен, имаш ли информации? Да, уште рано утро во екипите на општина Аеродром заедно со екипите на градските предпријатија се излезени на терен и се обидуваат да ги санираат оние штети кои што настанаа од силниот ветер, односно од паднати дрвја. Се работи веќе интензивни, очекувам во текот на денот да бидат комплетно отстранети сите дрвја кои што се паднати, дел се на паркинзи, дел се на коловози, дел се во приватни дворови во урбаниот дел на општината, меѓутоа работиме интензивно и очекувам дека ќе биде санирано за многу скоро време. Во координација сме и комуникации со полициската станица Аеродром, односно Министерството за внатрешни работи, со цел обезбедување на услови за работа, така што верувам дека за многу скоро ќе биде се санирано. Во однос на штети евентуални, ако некоја гранка паднала на дрво, треба да се пријави кај вас? Да, има неколку возила кои што се оштетени, кои што се детектирани уште утрово. Пријавата се доставува до градот Скопје, каде што понатаму се процесира преку јавното предпријатие Паркови и зеленило, имајќи предвид дека одржувањето на зеленилото е во надлежност на ова јавно предпријатие. Она што беше вчера една од главните информации или вести во информативните блокови низ државата е дека доцнат платите во основните училишта на наставниците, на персоналот, тие се под локалните самоуправи. Како е воопште на Аеродром? Да, ние надлежноста над основните училишта е на локалната самоуправа, меѓутоа средствата за плати за вработените ги добиваме како дотација од Министерството за образование и наука, согласно информациите кои што јас ги имам за наставниците вработени во општина Аеродром. Платата е за сите работници исплатена комплетно. Најверојатно настанува достојање поради процесот на обработка на платите од технички причини, но верувам дека како и досега дека сите вработени во основното образование ќе земат плати, имајќи предвид дека тоа е нешто што е заслужено од нивна страна и дека во иднина нема да се повторува поради вакви технички причини достојање во некој општина. Тоа беше и причината. Вчера имав контакти со представници на Министерството за образование и на Министерството за финанси. Технички причини ми беше соопштено дека е причината што неколку дена или еден ден доцни платата на наставниците. Она за што сакам да ве прашам се проекти, имавте најавено проекти од регионална примена, има јавен повик за локална демократија во Западен Балкан. Да. Што е ова што се промовира низ локалните и како ќе се зголеми демократијата? Тоа е еден проект кој што општина Аеродром го спроведува партнерски со UNDP. Во текот на 2025 година аплициравме на еден повик од UNDP за поддршка на локалните невладени организации со цел спроведување на проекти кои што ќе влијаат на локалната демократија. Ние бевме една од општините кои што беа избрани како општини кои што ќе добијат поддршка од UNDP, 6 милиони денари поддршка од UNDP и општината кофинансира уште дополнителни 25%, значи вкупен грант од околу 7,5 милиони денари, кој што ќе биде доделен на невладините организации кои што се со седиште во општина Аеродром, се со цел спроведување на различни проекти кои што ќе влијаат на локалната демократија, меѓутоа проекти поврзани и со образованието, и со културата, и со туризмот и неколку други области кои што се опфатени во јавниот повик. Целиот повик се спроведува под менторство на UNDP, веќе во тек се информативни сесии, ќе се спроведуваат вкупно 4 информативни сесии, каде што сите оние заинтересирани представници на невладините организации можат да присуствуваат, на кои сесии ќе им се укаже начинот на подготвување на документацијата, начинот на пишување на проекти, она што е битно и што ќе биде ценето од страна на UNDP, се со цел да можеме да добиеме што е можно поквалитетни проекти кои што ќе добијат своја практична примена во текот на 2026, 2027 и 2028 години. Верувам дека на ваков начин како општина директно придонесуваме за развој на локалната демократија преку ваква директна поддршка на
невладините организации и убеден сум дека ќе бидат офатени сите категории на граѓани, почнувајќи од најмладите, односно од учениците, па се до оние повозрасни жители на општината кои што ќе се пронајдат во одредени проекти. Проектите се уште не се дефинирани, како што кажа во моментот траат инфосесиите, пошто ќе има рок за аплицирање, односно поднесување на апликации, потоа тим составен од представници од UNDP и од општина Аеродром ќе изврши селекција, односно рангирање на доставените апликации, ќе се рангираат во 3 групи по однос на финансиската вредност на проектот до 5.000 евра, од 5 до 15.000 евра и од 15 до 25.000 евра. Така и треба да бидат концепирани проектите и доставени до општина Аеродром. Според проектот ќе се добиваат средства. После извршената евалуација ќе се направи рангирање, пошто ќе бидат избрани најдобрите проекти кои што ќе се реализираат во текот на ова и наредната година. Што се случува со унгарскиот кредит? Вие имате аплицирано за неколку кредити, бевте тука и гостин кога беа дебатите за локалните избори, кажавте дека се прават претежно беа инфраструктурни проекти, до каде се, што се каква реализацијата? Повикот кој што го спроведе владата за поддршка на општините со директна финансиска помош, ние успешно аплициравме, добивме околу 10.400.000 евра во двата повика, во две фази. Во првата фаза сериозна поддршка од владата, во првата фаза аплициравме со 9 проекти кои што беа сите одобрени, од кои 7 се комплетно завршени, еден е во фаза на реализација, во завршна фаза на реализација и еден проект треба наскоро да почне, тоа е проширување на мостот помеѓу Горно и Долно Лисиче, малце се одолжи поради неповолни временски услови. Се сеќавате, лани имаше изливање на Маркова река во тој дел, па влеговме во еден зимски и пролетен период каде што водостојот е се уште високи и ризично да се почне во овој период да се работи, имајќи предвид дека треба да се работи и во коритото на Маркова река, така што веднаш по нормализирање на водостојот, односно симнување на ниско ниво во летниот период, ќе почнеме и со реализација на тој проект. Тој е последниот проект од првиот повик. Во вториот повик општина Аеродром аплицираше со 6 проекти. 6 проекти кои што беа групирани. Реконструкција на 18 улици, тоа го речуваме како еден проект, меѓутоа засебно се 18 посебни проекти во сите делови на општина Аеродром, оние најкритични улици, сообраќајници за кои што е неопходна реконструкција, изградба на прв или реконструкција на првиот мултифункционален центар кој што започна со реализација, веќе е во тек, на лице место се одвиваат градежни активности. Втора фаза од Основното училиште Блаже Коневски, доградба на уште еден дел, заедно со нова спортска сала, исто така проект кој што го започнавме и е во тек, доградба на Основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче, и со оваа доградба очекувам дека ќе... Што се доградува таму? Таму се доградуваат 3 нови училници и се комплетно се реконструираат 3 постоечки училници, каде што ќе добијат многу подобри услови за работа и за учење. Во Блаже Коневски, на постојната сала се реновира или се прави нова? Не, комплетно нова спортска сала се прави, уште една спортска сала, имајќи предвид дека доградивме сега првата фаза која што ја пуштивме е со 16 училници, дел за одделенска, дел за предметна настава. Ќе доградуваме уште 12 нови училници, имајќи предвид дека ова училиште ќе биде најголемо во Република Македонија, ќе има најголем број на ученици, се создава неопходна потреба да изградиме уште една спортска сала, поради тоа што во тоа училиште многу згради се изгради, ќе учат скоро 2000 ученици и тоа ќе биде најголемо училиште дефинитивно во државата, така што неопходна беше спортската сала. Во однос на Гоце Делчев, имајќи предвид дека зафаќаме 3 постоечки училници, доградбата ќе почнеме при крајот на учебната година, односно во текот на месец мај, за да може да во текот на летниот период да се завршат сите оние неопходни активности. Таму очекувам дека со оваа доградба би создали услови за едносменска настава во ово основно училиште, што е навистина вака значајно и за учениците и за родителите кои што живеат во
тој дел на општината. Започнавме со реконструкција на 1 километар водоводна мрежа исто така во Горно Лисиче на улица Божидар Рајковиќ, која што е во напредна фаза. Ова се проекти од вториот повик од страна на владата. Наскоро треба да започнеме со реконструкција комплетна на трговскиот центар Насаба Лисиче и трговскиот центар Три бисери, на сите јавни површини околу овие два трговски центри кои што се изградени пред повеќе децении. Што би се правело? Комплетно уредување на површините околу трговските центри, партерно уредување, хортикултурно, нови плочници, се што е околу трговските центри е јавна површина. Да, имајќи предвид дека се правени пред многу години, тоа се генерално проектите од вториот повик. Колку добивте? Вкупно 10 милиони и 400. И во вториот? Не, вкупно. На двата повици 10 милиони и 400. Првиот повик добивме како општина 4 милиони и 500 и околу скоро 6 милиони на вториот. Не, на двата повика вкупно 10 милиони и 400 хиляди евра. Во напредна фаза сме, голем дел од проектите се завршени, дел се во фаза на реализација, остана уште неколку проекти кои што поради објективни причини се уште не се започнати, меѓутоа во текот на оваа година ќе започнат и морам да кажам дека имаме една одлична динамика на реализација на работите и верувам дека во оваа 26-та или на почетокот на 2027 година сите комплетно ќе го завршат. Има ли мониторинг на проектите? Кој го следи вашето работење, трошењето на парите? Сепак се тоа пари од централниот буџет. Ова е можеби најмониторираниот процес на трошење на овие средства, имајќи предвид дека како општина ангажираме ние надзор кој што директно ја следи изведбата, односно квалитетот на реализација на проектите. Дополнително имаме вклучен наш надзор од општината, кој што исто така ја следи реализацијата на проектите, меѓутоа по завршување на одредена работа, кога ќе се достави одредена ситуација од страна на изведувачот, таа ситуација се доставува до надлежното министерство, доколку станува збор за училиште на Министерството за образование, ако е улица Министерството за транспорт, од каде што прават уште еден чек, односно уште една проверка на сето она што е доставено, пошто дури по таа фаза ќе може да се изврши исплата на економскиот оператор кој што ги изведува работите, така што морам да кажам дека имаме силен мониторинг и очекуваме квалитетно изведување на работите од страна на економските оператори. Тоа е битно, бидејќи да не биде направено за 6 месеци потоа да има проблеми. Сите проекти се со гаранција, со гарантен период, така што навистина се трудиме да, ако веќе ги даваме овие средства кои што не се одобрени од владата, да добиеме навистина квалитетни проекти. Не слушнав проекти за раззеленување, за тревниците, не слушнав за, не знам, за садење на дрва. Сепак аеродром важи за најзелена општина, како ќе го вратите зеленилото во општина Аеродром? Тоа се проекти кои што ги спроведуваме од наш буџет, не се преку овој повик кој што го имаше владата, имајќи предвид дека овде станува збор за подигање на ново зеленило или одржување на постоечкото и веќе работиме заедно со градот Скопје. Морам да кажам дека Аеродром имаме среќа да е една од најзелените општини во градот Скопје со најмногу урбано или блоковско зеленило. Како општина веќе работиме на проекти за одржување на системите за полевање, за подигање на нови зелени површини. Во текот на месец ноември и декември, кога имаше поволни временски услови, засадевме повеќе од 300 нови садници на територија на општина Аеродром. Сега периодот на садење на нови дрвја не е поволен и мораме да почекаме да влеземе во период на месец март и април, каде што ќе продолжиме со садење на нови садници. Одржување на постоечкото зеленило исто така беше еден предизвик во минатото, кога општина Аеродром единствено со своји сопствени средства го одржуваше тоа зеленило. Веќе имаме интензивна соработка со градот Скопје, односно јавното претпријатие Паркови и зеленило, кое што исто така има надлежност за одржување на зеленилото и уште од сега се прават подготовки и организација за одржување на истото. За прв пат минатата општина Аеродром од своето постоење набави механизација, нова механизација за одржување на зеленилото, со што го зголемивме двојно капацитетот на
механизација која што ќе биде ставена на располагање за одржување на ова зеленило и убеден сум дека оваа година дека ќе имаме една поразлична слика во однос на одржување на зеленило. Сите во аеродром се надеваат тоа подземни прскалки, физичко ќе се наводнува со црева. Имаме комбинирани начини во зависност од условите. Во аеродром има повеќе бунарски системи кои што се поставени. Дел се во надлежност на општина аеродром и сите се исправни, односно функционални. Дел се во надлежност на градот Скопје, односно јавното предпријатие Паркови и зеленило и не беа ставени во функција долги години. За жал, како општина немавме можност да ги ставиме истите во функција. Работиме да и тие бунарски системи кои што се под надлежност на јавното предпријатие Паркови и зеленило бидат ставени во функција во текот на ова пролет и да повторно гледаме зелени површини, неисушени тревници. Има делови кои што не се покриени со систем за наводнување, односно каде што не се поставени прскалки. Веќе е распишана јавна набавка за одржување на постоечките системи, изградба на нови во делот на Ново Лисич од страната према Вардар. Добро. Таму во тој дел во еден дел нема поставено систем за наводнување, ќе биде поставен, ќе работиме ова лето да биде поставен нов систем за наводнување, систем со прскалки каде што ќе може и таму во тој дел да се одржува тревата и паралелно ќе развиваме и во останатите делови на општината такви системи за наводнување. Сезонските работници се мака на сите локални самоуправи. Предпоставувам дека и на градот Скопје. Каква е соработката со градоначалникот на Скопје Георгиевски и колку може да најдете за оваа сезона сезонски работници кои што ќе одржуваат пред се чиста општината, а потоа и зелена? Да, ние како општина постојано ангажираме околу 100 работници. Бројката е менлива, меѓутоа не под 90 и не повеќе од 110. А колку реално му требаат 110. Видете, општина Аеродром има надлежност во однос на внатрешно одржување на јавните површини. Во минативе години ние немавме соработка со комунална хигиена Скопје и не се врши ни она нивна работа која што е за редовно празнење на контейнерите за чистење, меѓутоа не само контейнерите. Комунална хигиена Скопје ангажира и работници кои што исто така треба да одржуваат хигиената покрај булеварите, на поголемите улици, поголемите паркови. Тоа не го гледавме изминатите години. Оваа година морам да кажам дека имаме одлична соработка и со градот Скопје и со комунална хигиена Скопје. Веќе сликата е подобрена. Нашите работници се постојано ангажирани. Имам и отворен постојано повик за ангажирање на дополнителни работници, така што е еден апел од мене да секој некој што смета дека се пронајѓа во таа работа може да аплицира во општина Аеродром. Минатата година донесовме и една одлука каде што ќе може да ангажираме и пензионери за вршење на оваа работа, имајќи предвид дека имавме искуство во минатото каде што лицата кои што се повозрастни со многу повеќе внимание и многу повеќе труд се грижат за одржување на јавната чистота, така што постојат можности, имаме можност да ангажираме дополнителни лица. Точно е дека се помал е интересот за ваков тип на работа, меѓутоа навистина сметам дека особено за повозрастните може да биде еден дополнителен приход каде што ќе можат со својот труд навистина да заработат повеќе и да ја подобриме сите заедно сликата која што секојдневно ја гледаме. Морам да кажам дека имаме многу мал дел на граѓани кои што се навистина несовесни, кои што фрлаат буквално се и сешта на јавните површини. Ние дневно како општина собираме повеќе од 15 душици за спиење, фотели, кревети, плакари, туш-кабини. Значи буквално се наоѓаме што може да се извади од дома, го наоѓаме на јавните површини, а нудиме една услуга за навистина символична цена со закажување да може да се повика екипа од општина Аеродром со товарно возило да може да го преземе тој отпад кој што се создава. Може да е капаст отпад, може да е градежен шут и да се транспортира до депонијата
дриста и на тој начин заеднички да придонесеме кон Тоа подобра ѓубре го слика. дишаме сите. И тој што го фрлил, и тој што поминува покрај него. Морам да кажам дека станува збор за многу мал дел од граѓаните. Најголемиот дел од граѓаните се совесни, се грижат и навистина јас ги разбирам и мене ми пречи таа слика кога ќе видам дека некој направил некоја депона. Таа лекција се учи од мали нозе дома, ако го немате тоа домашно воспитание, не може да го научат ниту инспектори, ниту казни, ниту ништо. Паркинг местата се исто така една од болките на општина Аеродром. Веќе имаме жалби во нашата редакција пристигнуваат од жители на Ново Лисиче и итно бараат да биде воведено зонско, токму кај пределот кај полициската станица. Велат дека има веќе и предпознаваат прекупци на коли, автомобили кои што паркираат по 5-6, бидејќи смеа да паркираат автомобили. Имаше и инцидент на социјалните мрежи, 15 или 20 автомобили со дупнати гуми, намерно со ношили некаков друг тап предмет. Што ќе се случува со овој дел на Аеродром? Да, ние како општина ги спроведовме сите процедури, изработивме сообраќајен проект кој што е одобрен од Министерството за внатрешни работи од градот Скопје. Во комуникација сме со директорот на јавното претпријатие Градски паркинг, имајќи предвид дека зонското паркирање во општина Аеродром го организира јавното претпријатие Градски паркинг, општината нема сопствена служба за организирање на зонско паркирање, веќе се во завршна фаза со нивните интерни процедури со цел воведување на зонско паркирање во Ново Лисиче и во Реонски центар, каде што исто така се е подготвено за почеток со зонско паркирање. Да, паралелно ќе се одвива процесот, имајќи предвид доколку се воведен само на едната страна зонско паркирање, ќе се направи дополнителен хаос на другата страна и неопходно е да се воведе наеднаш зонското паркирање. На тој начин јас сум убеден дека за најмалку 30% ќе се намали бројот на возила кои што се паркирани на паркинзите во Ново Лисиче, имајќи предвид точна информацијата дека и трговци со возила паркираат возила таму, имајќи предвид дека на граѓани, јас не сум забележал, тоа е вистина, го приметуваме, меѓутоа немаме како да ги ограничиме на слободен паркинг да не паркираат. Луѓе кои што не живеат во Ново Лисиче, меѓутоа поради одредени работи тука ги паркираат своите коли, имајќи предвид дека не се наплаќа паркингот, и затоа сум убеден дека за најмалку 30% ќе се намали бројот на возила кои што постојат на паркинзите во Ново Лисиче, а со таква бројка убеден сум дека граѓаните, односно жителите на Ново Лисиче ќе добијат нормални услови за паркирање. Покрај ова, веќе отпочнавме постапка, односно распишавме и јавна набавка за поведување на едносмерни улици и една лента за паркирање во Стар Аеродром и Мичурин. Тоа е втората локација каде што исто така имаме сериозен проблем со паркирањето, односно постојат многу малку јавни паркинзи. Добро. Најчесто концепирани биле зградите да секоја зграда има подземни паркинзи и станарите тука да ги паркираат своите возила, меѓутоа ниту сите станари купиле подземен паркинг, ниту сите оние кои што доаѓаат тука, дали е на гости, дали е за работа, дали за било која причина, немаат можност да паркираат во подземни гаражи, мора да паркираат на јавен паркинг, а најчесто тоа го гледаме дека се паркирани на тротоари и на улици. Ке се обидеме да искористиме постоечката инфраструктура, имајќи предвид дека во тој дел немаме реална можност каде да градиме нови паркинзи. Постоечката инфраструктура да улиците ги направиме едносмерни и да овозможиме паркирање законско, легално на една лента, онаму каде што има доволно ширина на лентите да воведеме и велосипедска патека и на тој начин да направиме комплетно дистанцирање од сообраќајот од пешаците. Верувам дека наскоро ќе имаме и избрани проектант кој што ќе го изработува тој сообраќајен проект. Тя навистина сакам да ставам фокус на ова прашање, имајќи предвид дека е навистина проблем за жителите во тој дел на општината и се надевам дека ќе најдеме едно заедничко решение во корист на сите жители. Каде ќе се шири аеродром? Каде ќе се градат згради во иднина? Во минатиот 4-годишен мандат како локална самоуправа, мојот претходник и јас навистина се заложивме да аеродром не биде познат по градилиште. И не бевме сведоци дека се уништуваат паркови, се сечат дрвја за изградба на нови згради. Напротив, дори дел пренаменивме локации за згради во јавни простори и јавни површини.
Меѓутоа неопходно е за функционирањето на една општина да има и развој, имајќи предвид дека најголем број од средствата кои што ги прибираме како општини е од оние познати комунали за изградба на нови објекти, било се стамбени или деловни. Перспективно потегот на Трета македонска бригада на десна страна од центар према Лисиче, делот каде што треба се развива. Таму веќе има изградено неколку стамбени објекти. Во тој дел очекувам дека во наредниот период ќе има дополнителен развој, имајќи предвид дека таму постои веќе она основна инфраструктура од и сообраќајна и подземна инфраструктура, каде што ќе може да се изградат нови објекти, а при тоа да не биде нарушено нормалното живење на останатите жители на општина Аеродром, особено во делот на Стар Аеродром. Во делот на Ново Лисиче, Реонски центар, Јане Сандански, таму не е предвидена никаква изградба на објекти и ќе биде задржана 100% истата ситуација која што во моментов постои, исто така и Острово и Три бисери. Така што перспективно општина Аеродром ќе се шири, односно ќе се развива во делот на Трета македонска бригада и можеби во дел кон Лисиче, меѓутоа ќе се обидеме да го задржиме онај јадро кое што го имаме веќе постоечко. Имам уште 2-3 прашања, морам да ве ослободам бидејќи имате настан за брзо време. Аеродром е познат и по младите брачни парови, млади луѓе живеат, тука првото прашање е градинките. Ди требаат колку деца чекаат, се уште има на листа на чекање? Околу 200 дечиња се во градинката Срничка и околу 200 дечиња се на листа на чекање во градинката Бувамара, имајќи предвид дека така се поделени градинките. Капацитетот на градинката Срничка ќе го задоволиме за многу скоро од сега, во крајна фаза е изградбата на Изворче, градинката Изворче. Каде е таа? Тоа е во делот на Стар Аеродром, веднаш до црквата Свети Илија. Таму го зголемуваме капацитетот за 200 дечиња, да, постоечката и правиме уште еден нов дел. Тоа е буквално една цела нова градинка со преубави услови. Веќе во завршна фаза е набавката од Министерство за социјална политика, демографија и млади за опремување на таа градинка и очекувам во наредните неколку месеци таа градинка да биде пуштена во употреба, со што ќе го растретиме комплетно притисокот за упис на дечиња во градинките, имајќи предвид дека и дечињата кои што одеа во градинката Изворче се распоредени по другите клонови. Сега ќе ги вратиме тие дечиња, ќе имаме зголемен капацитет за нови и ќе се направи ослободување на места и во останатите клонови каде што беа распределени тие дечиња. Дополнително веќе е тендерирана изградба на градинката Пчелка 1, тоа е во населба Лисиче. Постоечката градинка која е од најстарата градинка во Аеродром, направена е веднаш после земјотресот и од оние монтажни објекти бараки, таков тип на објекте, ќе биде комплетно срушена и ќе изградиме нова детска градинка со зголемен капацитет за двојно. Во моментов таму има капацитет околу 150 до 180 деца. Планираме да имаме капацитет за најмалку 350 Ќе ги распределите тие деца во други градинки? Ќе градиме фазно таа градинка, имајќи предвид дека постојат услови на лице место. Градинката има огромен двор. Ќе се гради една фаза која по завршување на таа фаза дечињата кои што одат во градинката ќе се преместат во таа фаза, па ќе се срушат постоечките објекти на градинката за да може се заврши комплетно и втората фаза. И на тој начин мислам дека во текот на овој мандат ќе го решиме проблемот со листи на чекање во градинките. Дополнително урбанизираме локации во Острово, Мичурин и Долно Лисиче за нови детски градинки, меѓутоа со помал капацитет, 2 до 3 групи кои што ќе можат да примат и ќе бидат наменети само за населението кое што живее во тој дел, имајќи предвид дека особено жителите на Долно Лисиче има навистина далеку да го однесат своето детенце во градинка, таму нема градинка. Ајде ако можете во 2 минути она што е предвидено за годинава. Отпочнување на услови за изградба на индустријска зона горно со Долно Лисиче, создавање предуслови за изградба на нова административна зграда и проект за селектирање и рециклирање на отпад. Кога ова ќе Индустријската зона веќе работиме, сме во преговори со градот Скопје и јавните градски претпријатија, имајќи предвид дека за таа индустријска зона треба прво подземна инфраструктура да се направи. За жал
се урбанизирала парцијално, дел по дел, парцела по парцела и не постоел никогаш еден Би била на газ? генерален Би концепт. функционирала? Не, ова е индустријска зона која што е од лесна индустрија, која што не работи на преработка, која што нема Мислите да не е како нешто како Тирс, не е такво? Не. Добро. Не, која што не работи преработка и најчесто се сервиси, помало стопанство и така добро, натаму, добро. да. Тоа и во таа насока и ќе ја развиваме, имајќи предвид дека забранивме ние изградба на било каков објект кој што ќе има загадувачка дейност Така, затоа прашав дали ќе биде на на газ. територија на општина Аеродром во однос на Зградата нова? во однос на новата зграда веќе сме во преговори, не би сакал да откривам премногу. Добро. Во преговори сме со Фудбалска федерација на Македонија кој што има еден план да градат еден нов објект, па да некако бидете да се таму вклопиме сместени? ние како општина во тој дел и на тој начин да обезбедиме општинска зграда, а да не бидете не под Кирија. да не чини ништо изградбата на таква општинска зграда, имајќи предвид дека е прескапо и во моментот сметам дека имаме поприоритетни работи на кои што треба да се насочиме за реализација во наредниот период. Каков проект би бил тој за селектирање, за рециклирање и колку време би било тоа, бидејќи тоа ми се чини дека е најбитното во моментот. Тоа е еден проект кој што го започнавме како пилот проект, тој е со поддршка на Министерството за локална самоуправа и делегацијата на Европската Унија. Тоа е завршница на проектот кој што го добивме претходно во претходниот мандат, каде што започнавме со селекција на отпад во училиштата преку поставување на вендинг машини. Од тој проект набавивме електрично возило, товарно возило кое што го ставивме во функција на граѓаните и преку донација добиена од Министерството за животна средина, каде што добивме одреден број на канти за индивидуалните домаќинства, одлучивме да спроведеме за прв пат селекција на отпад. Пилот проект започнавме со 55 домаќинства во делот на населба Лисиче, каде што се селектира примерно пластика, која што пластика ние со наше електрично возило буквално со нула емисии, нула загадување ја преземаме и ја доставуваме до колективен постапувач кој што понатаму ја рециклира. Во план сме веќе во преговори и во анализа на интересот од граѓаните да го прошириме овој проект, да опфатиме околу 500 домаќинства кои што ќе селектираат, ќе прават примарна селекција на отпад. Морам да изразам благодарност до граѓаните кои што сега се вклучени, кои што навистина покажуваат голем интерес, правилно го селектираат отпадот и на тој начин за многу го намалуваме отпадот кој што завршува на депонијата Дриста и сметам дека тоа е нешто кон што треба да се стремиме сите. За колку време можело да биде уфатена цела? Имајќи предвид дека не е директна надлежност да го менаџираме и да го одведуваме отпадот, ова го почнавме како проект се со цел да олесниме на градското предпријатие комунална хигиена Скопје. Во моментов како што се поставени надлежностите и ингеренциите во однос на отпадот, ова е прашање за комунална хигиена Скопје и се надевам искрено дека ќе се размислува во таа насока и дека конечно како граѓани, како една метропола, како еден главен град ќе почнеме да го фатиме патот. Не можам да ве пуштам ако не ве прашам и за плановите земзете за крај. Освоивме титула во купот. Бевте во Куманово викендов? Да, бев сите 3 дена во Куманово, навистина прекрасна атмосфера од страна на домаќините, на ретка убава слика, убедлив настап на МЗТ на сите 3 надпревари. Верувам дека така ќе продолжат и до крајот на сезоната и повторно титулата ќе остане во Аеродром. Во однос на посериозните планови, тоа е да бидеме во горниот дел на табелата од АБА2, не очекуваат неколку надпревари каде што навистина можеме да издвојуваме победа и на тој начин преку плейоф да успееме да избориме пласман во АБА1 лигата и тоа е нешто кон што треба се стремиме. Ни престојат неколку настани роден денот на МЗТ и слични настани каде што ќе се обидеме да направиме една организација да го доближиме клубот уште повеќе и до навивачите и до оние најмладите кои што треба да бидат наша иднина во кошарката. 10 минути ви земав повеќе од што се договоривме, ќе морам да се извинам, вие од 11 имате ваши обврски, внимателно по патот, Safe City ги следи сите возила, ви благодарам што бевте мој гост. Почитувани, овде завршуваме со првиот разговор, одиме со реклами, па почнуваме со вториот дел од емисијата.